Војната и резултатите кои таа ги донесе отворија само рани кои времето ќе ги залечи, доколку притоа одново и одново некој не долева сол врз нив и не се актуализираат прашања кои не делат и од кои никој не живее подобро. Ние денес сме созреани како општество да се запрашаме. Што треба да направиме за подобра економија, стандард, подобро здравство, инфраструктура, земјоделие, образование, повеќе нови работни места, базирајќи се врз нашите капацитети, како човечки, така и економски. Успехот е нешто што луѓето го креираат сами и тој не паѓа од небо и не доаѓа како подарок. Тој е резултат на работа и тоа сплотена, заедничка, меѓу сите, без разлика на чувството за било каква припадност. Македонија да ја гледаме како дом во буквална смисла. И ако ние, станарите, сами не реновираме, ако сами не се грижиме за хигиената, ако сами не си го поправиме лифтот, ако самите не платиме струја, вода и останати комуналии, никој тоа нема да го направи за нас. Домот ќе ни се запушти, а и ние со него. И од денешен аспект има нешто што е најважно и за македонецот од Битола, и за албанецот од Тетово, и за турчинот од Радовиш, ромот од Скопје, а тоа е дали живее подобро. Бидејќи сиромаштијата, потребата од добра работа, образование, подобри патишта, достапно здравство е заедничка грижа на сите граѓани на Република Македонија. Криминалот подеднакво го руши секој граѓанин. Корупцијата е иста и присутна на сите нивоа, каде оштетениот на крај е повторно граѓанинот. Борбата за гола екзистенција е дневна грижа на секој еден човек во државата. Проблемите се заедничкиот именител. И, наместо политичките елити од власта да се надпреваруваат во тоа кој повеќе ќе реши од овие основни проблеми, се чини дека популизмот, граден врз националните прашања, измислени и наметнати политички теми, е основниот приоритет. И тука треба да се знае дека на граѓаните пред било што друго им треба добра економија. Економскиот и социјалниот напредок на секој поединечно ќе значи напредок на целото општество. Колку повеќе економски успеси ќе имаме во Гостивар, толку подобро ќе живеат и тие во Берово. Колку повеќе економски успеси имаме во Кавадарци, толку повеќе придобивки ќе имаат и жителите на Дебар. Ваквите договори се тие кои ќе ни обезбедат подобра иднина и никогаш, ама никогаш нема да создаваат поделби, горчливи чувства кај било кого, анимозитет, туку напротив, ќе поврзуваат и ќе градат просперитет. Тажно е да се гледа како кај граѓанинот, без разлика на неговата верска или национална припадност, се отвораат прашања кои се болни и од кои не може секој да биде победник. Тоа се прави за да се затскрие неспособноста на некој да овозможи подобра економија, поголем раст, повеќе нови работни места. Треба да ги бараме работите кои не врзуваат и за нив да се бориме. Доволно време изгубивме во докажување на полиња од кои сите губиме, а најмногу нашата држава Република Македонија. Македонија има една цел, а таа е како да ја направиме економски успешна и држава на среќни граѓани. Македонија е држава каде во ист датум се случени убиствата на 5 струмички студенти пред 67 години и подпишувањето на Охридскиот рамковен договор пред 17 години. Може би е случајност, а може би и не е, но стотиците и илјадниците жртви за македонската иднина се наша должност, наше наследство и наш аманет. Ова е доказ дека имаме премногу богата историја и датуми кои се преклопуваат со настани за паметење. Македонија е нашиот завет, нашата судбина и нашата иднина. Нема иднина без да се памети и чествува минатото. И ова што денес се случува, еден ден ќе биде минато. Затоа треба да внимаваме и да газиме цврсто и смело кон иднината, но никако да не забораваме и да не го погазуваме минатото.
Минатото е доказ за нашето постоење и билет за нашата подобра иднина. Ќе го завршам моето денешно обраќање со верба и надеж дека само граѓаните на Република Македонија ќе го имаат последниот збор и дека само тие и никој друг ќе одлучуваат за својата и за еднината на Република Македонија.